Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд без луѓето од пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Денешен гостин Никола Јанков Коки, овозможено од Good Nature Камилица. Вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Јас сум Жарко Димитриевски, ова се Пепермин. Денес имаме еден ама вреден гостин Никола Јанков Коки. Не се гасите. Секој еден на еден започнува на ист начин. Вака. Што правиш? И мора да те прашам нешто. Што? Што? Зашто местевте со ламбе тоа? А, ти нешто сериозно си кажа? Да, многу. Зошто? Не знам зашто збереш. Како не знаеш? Така не знам зашто збереш. Значи, ем гостину емисија. Ем 100 пати кажав дека ќе победи на Скопски фестивал. И? Кој знае колку пари ти ставил од джеп? А наш уште ни немаш платено за хранарина за септември. Значи, не тропај глупости, ти се молам, дај расположиме пајаче свири нешто. Немој ми тропа глупости. Па тропаш глупости, како така целата те гледаат четворица тука. Што не викна некој друг бе? И тоа 2-3 дена пред фестивал. На пример, можеше Димитар да го викнеш. Димитар да го викнеш? Па да. Ти нормален си? 3 пати го викнав Димитар, цело време на Шнајдере. Мислиш тоа така му се шие? Дај да видат луѓето. Ова мислиш за 2 дена се прави, 3 дена, 4? Тоа што викаш, да. Ме зезај 100 пати сум се јавил со Димитар, зборевме супер другарче ми. Си го викнала? Добро бе, него си викнал, што не викнал друг некој. На пример, па не знам, него што не си го викнал. Били Звер, кој е ова? Не бе, кај го виде Били Звер. Били Звер требаше да настапи, а му стигна порака, треба на родителска да иде. На родителска? Да. Толку брзо му порасна малиот на Били Звер, бро. Не сум ни знаел. За син му бе. Туку? Жена му бе, брат. Него батали ти Били Звер, батали Били Звер. Кажи како можете да направите со плагиат да тепа. Тоа ме интересира. Ама сега стварно ќе земам и ќе му кажам на Ѓоко ни хранарина да не ти даде. Ја претера. Кој плагиат? Што плагиат? Тоа си сигурен? Ајде нека ги пушта двете песни, па ќе видиме. Кој две песни? Кажи, ајде, кој две песни ги пуштаме? Од Ламби и ова, кажи ја. Ако е до мене. Ако е до мене. Ајде режија, дај да видиме. Вика дека е крадена од Ламбе. Слушај. Еве тие, ова тие. Ова е ако е до мене таа. Да, слушај. Па да знам, многу се разликува. Врска нема од тоа. Врска нема. Не. Ја прв пат слушам ваква песна. Фала, добро. Фала. Ќе го отпуштиме, еј. Ајде да видиме од Ламбе. Пушти ми од Ламбе песната. Гледаш, врска нема. Не е воопшто исто. Гледаш дека не е таа песна? Ти се молам. Ајде. Добро. Свири пајачај. Овој гледаш дека врска нема ништо. Ајде, за џабе збориме за фестивалов, само му го гнасиме името. Видиш колку убаво беше? Не, управо си. Ја гледаше? Мислам таа фестивалска вечер? Да. Ти се допадна? Ја гледав репризата, да ти кажам, али окей беше. Да, па јак ти гледаше Скопски фестивал? Имаше многу моменти за пометење за тие како пајак што не ја гледале. Сега ќе ви покажеме некој од нив. Например, ова. Ете, видиш убав фин момент, ова беше кога Андријана Јаневска викаше брза помош за онесвестена пејачка. Ова данчарка, што и да е. И се слоши. Немало пиена вода. Да, тоа беше еден фин таков момент, например. Црвенка па. Си изгуби у шумата и место бабата си ја најде Света Елена. Света Елена е тоа? Да. Видиш како е. Видиш убав момент, ова Џафер кога примаше утешна награда. Ова закачалка. Не е утешна. Колку е? Скок со став прави Џафер на сцена. Имаш и други моменти? Ајде ги видиме. Знам што е ова. Што ми се одеше во веце. Дај да видам пак, можеш да ми ја вратиш? Дај да. Браво. Добро, ајде друг некој момент да видиме.
Чекај, ова е Тамара Тодевска кога кажа за колку се зголемени пензиите у последно време. Па, зголемени се, да. Така. Зголемени. Да, дај друго. Ова што? Не, поише биле зголемени. Сепак поише се. Ја поправа. Така, поише. Не се толку се. Добро, ај друго. Ова е кога Ламбе виде дека наградата му е Made in China. Што очекуваш? А не, он знам, сакај. Од Тајван сакам. Од Тајван сака? Тие се поквалитетни, бе. Зашто? Силе тебе другар ти, Да. да? Ова? Еве го бе. Сакате ли војна? Сакате ли војна? Цела публика. Кому, на публика? Цела публика. Има уште? Знам. Ова ти е кога кажа Сара за колку пати сме се задолжили од ММФ во последно време. 5. 5 пати. Ден Да. да рука чимета мане. Да, нели? Така беше? Да. Знам што мислиш овде. Што е ова? Ова со Калиопи. Не. Нема шанси да е Калиопи. Димитар Добро. го гледа. Ајде да видиме пак, дај. Не, бе, Димитар си го гледа. Еве го. Како вика? Како се осмели да дојде ваков со оваа кошула, Со тој тон. негов стилист е со брата Рој. Така вика? Вели некој дом. Дај ми го Васил пак. Оп, Не, Не е Васил. ова не е Васил. не, ова Иако може би негде во позадина го гледаш ти, ама јас не го Не, гледам. не. Оп! Како можеш да ме погрешиш со Мелита? Срам те било. кажи пред. Срам те било. Мелита? Не знам кој профил е, ти ќе ми кажеш. Дај да ја видиме, Дај, пошто пушти. поштарот ги знае сите. Кој профил е? Ова е четврт полн профил. Ова е пон профил 4. Да, тоа е. Добро. Имаме уште моменти од Скопски фестивал. Ова интересно е. Кој е ова? Тијана. Со сестри, восочна фигура. Помадам ти со ова сликата. Видиш, Тамара, направена. Че ги носиш. Го беа на патување. На со патување, затички. да. Тамара многу убаво испеа. Испеа. Да, и така доста пофал било И во јавност. Дека личи на Адел, ко например. Така велат? Злобни јазици. Да видиме дали завршуваме или има уште нешто. Нема. Добро. Во тој случај ние дојдеме со Facebook, Twitter прашања. Продолжиме па Што да не? Ајде. Вака вика, Андреј од Центар пишува: "Жаре здраво, 100 пати ти праќам мејл, ниеднаш не си ме прочитал. Изгледа не ти стигаат." Што ја ти кажам? Рестартирај си го рутенот. Ајде пуште. Ѓоре Тврдиот од Неготино. Ој, Земав меловите, немаше 100. колку има пратено? 129. Значи краде. Краде, лаже. Лаже. Што? Ништо. Ѓоре Тврдиот од Неготино. Ѓоре Тврдиот пишува. Да. Гледај. Добар никнейм. Жаре, дај ми некој маче во емисија, само мажи сте собрани. Да му Шо, дајам Ана, маче. шо е? Се вреѓаме се? Зошто? Да му дајме маче? Дајме. Ај режија, најди ми, молим те некој маченце за Ѓоре нашето, тоа. и пушти ми. Имаме за тебе едно маче. DJ маче. Еве ти. Rockstar lifestyle, might don't make it. Living like high, everyday click waste. Sipping on purple stuff, rolling no stanky. Wake up in the morning, 10 o'clock drink. Party, let's all get wasted. Shake it for me, baby girl, do it butt naked. I'm so wasted. Ете ти маче барал. Апојак. Маче, шо? Маче, шо си? Место кит да бара или делфин. Нели он бара маче. А како си га делфин женско? Женско делфин? Да. Не знам, пајак делфинка, појма не. Не, а како си га правилно проблем или проглем? Проблеми. Проблем. Зна, Да, тоа се мислев цело време. Проблеми. Проглен. Кога идеш на доктор, викаш проблеми докторе. Така. И ќе те разбере. Докторе. И игра со товка. Готово. Андреј од Центар, еве го пак бе. Ама Или бе по човек. една работа. Вика работи мејлот. Добро. Прочитав во вестник дека од град Скопје 2 години не вратиле на ниеден мејл. Кажи колку безобразно. Зошто вака збори? Трскане. Може луѓе нив не ми работи рутерот. Тоест не го рестартирале. Или не го рестартирале. И последно, Сања од Куманово, здраво Жаре, малку сум загрижена, нели мислиш дека поминуваме премногу време на Facebook? Што мислите вие? Јас мислам Facebook in the face. Да ми со опроштење. Нели, ти знаеш. Да. Ајаче, што ќе те отпушта? Не рекол ништо лошо. Не, ти што Срам мислиш? да му е.
Че да видам. Што правиш? Не да видам што се случува. Што викаат на Facebook ќе видиш? Ми пишале. Што вика? Која ти е оваа кате, бе? Пишале? Така да тоа е тоа, што да ти кажам, Сања, ние мислиме не, и тоа е тоа. А ти пошта терај, ајде, кај одиш, однеси ми ова, оде ти е хранарина за септември, фала ти. Части се, лапај си таму. Што? Ошчар, не се гасете. Имаме многу добар гостин, Никола Јанков Коки. Останете тука. Сакам да пијам чај, а посебно кога сум со друштво. Ние влагаме во кадар. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Сите го знаат како дел од можеби најпознатото музичко дуо во македонската историја, освен Селимова Желчевски. Мора да бидеме на чисто. Ќе зборуваме за секој дел од нивната богата историја, се работи за Дуле и Коки, а тука во студиото Николче Јанков, не го знаете така, го знаете како Коки. Како си? Хајде, седи. Не сгрешив, Николче. Така? По извод од матична. Точно Николче, а во лична карта со Чо. Николчо таму. Како стигнало така, Коки? Кому му текнало? Не знам, може пропуст некој, не знам. А Чо? Да, а Николче во фамилија кој е? Дедо, нешто? Па Или? под Дедо Коле. Така? Па. Па си има Па корен. Дедо Коле, па Че, па Чо, па Коки. Така е, така е, така е. Нека си знаат, ајде. Ке им се најде некојаш како инфо. Имаме многу за зборење, емисија е кратка. Денес само ти си ни гостин, се надевам дека ќе извлечеме максимум од муабетот. Дај да започнеме од почеток, како што е ред. До кој момент бевте обични дечки, клинци со желба за успех и мислевте дека ќе се зезате? За среќа имаше повеќе моменти кои што можевме свесно да ги оценеме дека има нешто пошто луѓето почнаа уште од самиот старт да не препознаваат, уште од Штип да речеме. Ние почнавме да свириме рок-н-рол баш онак долги коси со Да. тие локали кои што отпуштаат таква музика. Така. И Свирите хард рок некој таков? Ти текнува? не, рок-н-рол, Клептон, нешто? Клептон, Пинк Флоид, Цепелин. Зепелин, така. Она баш се калевме. И налетав му еден локал кој што беше многу популарен. Си отидо гостите сите на крај. И дојде еден во денешно време и тогаш познат и сега, познат бизнисмен. И вика, земја македонска. А ние сме израснале со таа музика, не беше проблем за нас да. И знам дека во тоа време 270 марки беше вечерта. Тоа беа двете плати на родителите. Така. Утре косите Адидас наместо каубојки, наместо фармерки изгледа после мајчки убави и викаме, значи нешто има овде. И бевме многу интересни бидејќи нели само една виолина и гитара. Да. И до сега стварно не се сеќавам да некој сме имале значи промашена вечер, она што викаме утка. На самите почетоци за колку пари се свирало? Колку ве задоволувало како дуо? Колку марки? Жаре, не можам сега тоа да направам некој да го споредам. Па што знам, во денешно време 7-8 до 10 марки. Знаеш, евра. Така. Во тоа време. Така за 500 денари, нешто колку да се отсвири, а? Да, и после тоа почна да си оди. Малку по малку. Да. Пресвртот дали е виолина и гитара во вашава кариера? Секако. Оној главен пресврт, кога веќе и масата почнува. Гледано од таа страна, значи медиумски, значи тоа е факт. Одиме ние со по свирки, веќе по Скопје почнавме така, и Александар Митевски почна да доаѓа текстописецот почна да доаѓа да се дружиме по свирки. Малте не човекот овика кој ја се пропив на ваши свирки. Кој не се пропил на ваши свирки веќе? Почна со Бейлис. Не е битно. И одиме, бараме музика кај Валентино Скендеровски. Поему тоа време и ова време. Да. Човекот вака и вака. И знам таксистот што не возеше, се ева кај
се јавуваме кај Митевски, за текстот се ја кажувам, и Митевски имаме вика еден текст, вака и вака, симнува доле, ама дош истура. Истиот тој таксист после му стана в кум. Чисто пошто не возеше, знал многу бевме блиски. И бас се сеќавам на таа вечер и виолина, гитара, истура, пошто после таксистот ми го раскажува како било, пошто ја изумив. А ти само текст знаеш тоа? Текстот Александр, не Александр, не, маше отидовме кај Валентино после. И што ќе правиме, испадна супер песна, како ќе се вика, вака, така, ќе се вика виолина и гитара. Сменивме некој збор. А како бива комбинациите ти текна? Како можеше да заврши песната? Па не знам, не се оддам на тоа. Песна ми затвара рана. Нешто, што? А многу интересно, знаеш што беше. Ја пуштаме на Макфест и знам се сеќавам, имав секретарка имавме она. И после секоја свирка, и она, као на филмовите. Така, си почнал, кој јавувал, што јавувал. Еј, на штипски ни збори Валентина. Магариња, примани се на Макфест. Честитам, знаеш. Не ни се верува, знаеш, на Макфест. Еј, на фестивал кој што се врткал цел живот тамо, си барал потписи, си трчала, си браја, сега ти настапуваш на тој фестивал, може да замисли. А па за победа не ни речем. Тоа е приказното и од тогаш имавме среќа, нели, победивме. И не запозна тоа, нели, наслов ни се пишува, се прави. Сигурно убаво чувството да си имател на нешто такво, а? Да, на вашата телевизија која слушнав дека во таа емисија оваква се свири виолина и гитара, викам, или стварно песната е оваква, или ние сме више сме остарале, знаеш. Пошто таму колку години имам ја, чекај. И така. Одлично, Коки. Сега веќе трга работата. Кој бил тој што ги договарал работите? За колку ќе се свири, каде ќе се свири? Ние строго си имавме поделено работите. Мојата задача во тоа све што, нели, музички треба да излезеш да го отсвириш тоа со инструментот, да му пееш на дуле втор глас. Мојата работа беше, значи, што? Договарање, во кој град, за колку пари, патарина, кој ќе вози, кој е шоферот, ќе спие, нема да спиеме, ќе остануваме, кабли, миксети, микрофони. Шминки треба ли? Не треба? Па, шминки. За колку пари, од колку ќе се почне се, значи работата на Дули беше да застане, да го испитува, да го испее, знаете како го правиш он тоа, значи има многу тука работи што наброја, пази, не се малку и одзема време и се, ти дошла некојаш да речеш Дуле, дај ме помогни, земи нешто, ај бар ти договори, или не функционирало така. Дуле зема да вика, јас ќе договарам, сега не знам дали беше кавга или не знам што, и ама договори две свирки во различни градови во исто време, исти термин. Викам, кај ќе одиме, викам се, што правиме? Не беше он за таа работа. И тогаш почнав да вие да живеете малтерне еден таков рок-н-рол живот, така, многу патувања, многу свирки. Колку свиривте најмногу во една година? Можеш грубо да кажеш? Па просек негде околу 130 настапи беа годишно. А знаело да оди без тие странство, нови години, прослави, значи зборам свирки, пошто јас водев и таква една статистика, се запишува, порано бев со ливчиња целиот, па после излегуваат тие телефони, па не знам да се знајдам, знаеш, ја малку со книгата сум и овако. Значи, одува до кај 200 свирки годишно некојаш, у јака година? Па може да се каже. Знам дека сме имале 4 свирки во една вечер. 4 свирки во една вечер. Ај кажи ми ја таа вечер, раскажи ми како стигна 4 свирки. Па например, вака ќе ви кажам. Толку беа за да не се одбива. Еве да ви кажам например за локалите. Спрема локалите ќе се ориентирам, бидејќи не можам да памтам јас кој било, што сме свирили, кај знам што сме свирили. Одиме у синема, тоа е над кинокултура, сега не постои. Добро. Свириме Junior. Аха. Тоа е од кај колку 8? По 8, 9 до 11, знам. Одиме на медиум хард рок. Испадна едно време испадна популарно тоа медиум така малите си одат, ама овие што се дечките што не се за во диско, малите си одат, големите уште не доаѓаат. Не, овие за во диско не ги пуштаат, се направи простор од луфта, знаеш. Знаеш, веќе не постои тоа. Да. Се враќаме пак во синема Сениор. Аха, назад. Да, до 4. И под синема долу имаше еден локал, тоа беше кафана фактички, не знам. Не беше кафана. Подрум се викаше. Добро. Го држеше еден тип чатал. Од кај 4? 4-5 до, кога излезеш са бајли у 8, не знаеш кај се наоѓаш. Значи, не знаеш у кој град си, која држава си. После 10 сата свире.
Да. Добро, како се издржува тоа темпо? Поима немам, брат. Јас за многу Сега на овие години би можел нешто таков подвиг да направиш? види, ќе се случи еднаш два пати во годината се случува да се заглави стварно, ама после тоа се осеќа дека, знаеш, тумаче премногу. Нефункционален си 2 дена. Вајда. Па види, организмот овие 20 години он си знае како тоа свето тоа го проживеал, ама стварно премногу е тоа. Беше премногу. Меѓу сите овие работи и многу сте, онака американци вика notorious по жените. Многу жени вика, дека има. Дај кажи ми нешто околу тоа. Така вика, така. Кажи ми нешто околу тоа. Например? Па, например, дека се знаело, како викаш, 4 свирки во една вечер и 4 жени во една вечер се знаело да има. Па види, се знаело точно. Значи се случувало. И види голем дел од таа. Сега жена ти тука ќе ми извини. Не, нема проблем. Нема проблем. Има ова на пример. Оние на свирка се местиш. И доаѓа некој од тие дечките од Шанки или од кафичето вика. Оние две сакат со вас. Оште не се намесли, знаеш. Пример, нема врска дека жена ми е тука. Да, добро. Ти знае. Така да што натаму што да имало. Добро бе, тоа. Темпо не се издржува така лесно, тоа установивме. Имало ли моменти кај што некој од вас сакал да крене рачна, да рече слушај, доста е, тај да лабавиме малку. Сте се карали некојаш околу тоа дали да одите со ова темпо убиствено или малце да намалите? Види, за да се откажеме, никош не е станувало збор ни едниот да рече доста не свириме, ни другиот. Ја бев тој што цело време, знаеш, кочев. Ајде, малце. За да се избалансира тоа. Дуле беше знаеш, до крај, до даска. И многу пати сме разговарали, не може така, знаеш. Организмот буквално не може, стварно, треба, значи јас последно време почнав поручек мораш да одмориш 2-3 сати за да тргаш ти у 9 саат за Охрид, почиња свирката у 2, 5, 6, у 7 си овакво. Една свирка. Да. Не една. Так. Не, 100.000 километри биле годишно. Значи многу години се така. Како тргна да влезете во кафански живот угостителски? Тоа едно со друго оди. Свирки со ова, неминовно беше тоа да се случи? Некоја теза, као, пошто ние бевме нон-стоп по улица и по кафане. Ајде ќе се отвориме ние наша кафана, па што ќе трошиме пари нели на друго место. Кај мене ќе доаѓа. Ќе седиме ние, па може и ќе заработиме нешто. И тргнувајќи со таа идеја и испадна Балканика во тоа време. И па знаете, функциониравме, дур функциониравме после тоа. Беше добро? Беше онака имаше периоди каде што успешно се работеше? Место кај што доаѓа сите од политичкиот кворот, многу пејачи, многу глумци, многу прослави. Секој ден, секој божи ден музика на Староградска до Сабајле и то добри музичари. Ве промени на некој начин кој ги тоа, пошто од денаш и повеќе и пари, и повеќе познанства, контакти битни. Не промени. Времето носи, знаеш, секакви работи. Некојаш си свесен, за жал некојаш не си свесен за некои работи. Доаѓаат пари од сите страни, појма немаш, ни каде одат, ни каде завршуваат ти пари, ни колку јака вечер, колку се правило, добри кафани знаат да прават и по 2-3.000 евра од вечер, сигурно и кај вас не било тоа нешто различно. Се правило, имало некош кој човек нема да влезе, знаеш. Како викаат, more money, more problems, тоа не било и кај вас сигурно различно. Да, тешко е тоа. Јас се двоумам дали војнина сакам да направам пак уште некое место такво кое што сега такво сигурно нема да биде, значи тоа еднаш се случи така да функционира, ама уште не сум 100% сигурен дека тоа е многу би влегол во таква игра така. Сакам, имам желба, знаеш, имам круг на луѓе што ајде нешто ќе се прави, имам партнери кои што сакаат да вакво, ама ќе видиме. Така. Ај правиме тука една пауза и ќе се вратиме пак со Коки. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара.
Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта. Секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија. Кога нештата ви значат, а секундите се бројат, постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Повторно во 1 на 1 со Коки. Немаме многу време, затоа одиме веднаш на мојот. Застанавме туки до моментов со Балканика, веќе изградени, веќе ве знаат итн. Тука некаде фактички за вас како дуо почнува и ова некоја си последна четвртина која што е најтешка. Ти од кога знаеш дека Дуле се соочува со проблеми кои што не се прво за бегање и од кои што лекот го нема? Или можеби го имало? Па може би го имало, ама сигурно повише од 5 години. Повеќе од 5 години. Добро, некој знаеш што ќе рече 5 години. Нели е тоа доволно време за човек да се прво што оправи, опамети, да му влијаат едни, други, трети? Дај тоа објасни. Најверојатно не можеше никој да му влијае, беше решен да оди до крај. Значи он едно можеби, не знам, можеби и имал желба да ваква, ама тие биле многу неиздржани работи од негова страна, не можел да се најверојатно да се избори со тоа. Се разбира, ние бевме многу блиски, многу разговаравме и сето тоа, но почна да се случува распадот на Југославија. Баш така. Бевте во Балканика тогаш? Па да, отпосле. Тоа мислиш дека влијаело нешто пошто било Балканика од тука? Не. Тоа си индивидуално до човекот. Значи нема врска дали ќе биде газда на кафана или не? Не. Тоа се периоди во животот кај што знаеш, мора да го издржиш тоа, најверојатно не можеш тоа да го поднесе и беше склон кон некои работи, не внимаваше, значи одеше со глава од зид, беше доста. А добро, што пробавте вие како пријатели, рецимо на кратки црти да се направи? Се што може да се проба? Се. Мислам тоа и медицински и вака другарски и не знам со родителски, што се не, Се. Се што може да се проба. И на крај не може затоа што психички не може ни јас тоа да го издржаме и мораше да се случи да полека, знаеш, се. Добро, од секојаш ли Дуле бил таков? Ти го знаеш од дето, штипи во времето кога сте биле никој ништо. Беше многу интелигентен, многу паметен човек, играше на своја карта, знаеше многу контакти да ги направи, знаеше тоа да го пренесе на публика, беше мангуп, многу луѓе го сака. Не можеш он тоа да го свати. Дека многу луѓе го сака и беа спремни се да направат. Да, беа спремни се да направат и пробаа да направат, али за жал тие што сакаа да помогнат, што беа најблиску до неми и кои бев и јас, бевме отфрлени од него страна. Пробуваш да му помогнеш, што ти вика? Ма не сака да разговара. Одбиваше воопшто како тема да се зборува за тоа, за неговиот проблем. Да. И тоа прераснуваше во страшни работи, значи сме поминали од плачење, од молење, од смеење, од гушкење, од правење, од болници, од сите можни болници и се пробуваше и нешто странство и луѓе, значи собственици на такви болници кажи што треба. Така. Фала им во секој случај. Ама изгледа ми веќе беше касно. И добро, што правеше Дуле? И он беше решил до крај да остане со ваквото. Кога излегуваше од болница, што правеше? Прво почнуваше одма да. Се враќа на алкохол. Да. И не влијаше никако медицински збор. Па да можеше тоа да влијае, ќе мислам дека ќе единствено Господ тако нешто, ама и касно беше. Едноставно организамот му беше многу години беа опрашај. И до последен момент сакаше така. А ти кога да речеме, нели си бил со него, нели си пиел, нели мислам заедно 25 години? На времето јас пиев многу повише од него. Значи пиев. Знаев да се опијам.
то те влече, Добро, то те носи. музичари, нормално, свирите за секој ден. 20 години уназад ја за многу работи не се сеќавам. Тоа е една страшна машинерија, оставени сами на себе, знаеш. А другото, ние да сме били у некоја, не знам, земја која што има таков бизнис овде, таков бизнис нема. Нема. Кој знае што, знаеш, ја еве сега ќе седнам гледам на телевизија, буквално е тоа така. Тоа те носи, не знаеш, главата кај ти. И секој ден трошиш 200-500, зимаш 200-500, 1000, веќе трошиш дупло. Значи немало тоа што сме примале совети од родителите, тоа било, знаеш, бе, утре пак ќе биде. И мислевме дека ќе трае цел живот. Ама за жал на неговиот организам се одржа. А тебе лично што ти се случи? Зошто ти не заврши да? Жаре, знаеш што ми се случи? 2007 година станав едно сабајле. Имав некој јас бубачки во главата дека, знаеш, нешто ми кажуваш дека нешто има работа, дека не може вака. Едноставно имав една слика пред себе. Вака јас стално викам тетратките, книгите отворени, викам доста е. Знаеш, затварам се, не бива више. Доста е. Од тука нааму веќе не може така. И расчистив со све што беше у минатото. И се што те потсеќаше на тоа, на тој дел од животот. На тој живот кој што не води нигде, знаеш. Ти си главен фраер у државата, ти се поклонуваат сегде кај шодиш, а кога си легнеш си викаш мајко моја сабале кој станеш. Чека, овој те барал, оној те барал, што ќе правиме, овој те влече на една страна, значи црни дупки у меморија ако му сакаш. Неподносливи работи. И викам доста. И се решив да го сменам тој живот. Се оженив, фала Богу, детенце, дипломирав, магистрирав, се вработив. Значи после тоа кафаните, јас викам не ми треба тоа. Ја уште свирам, функционирам, сето тоа, ама знаеш, кој имаш такви некои обавези во текот на денот и неделата, веќе, знаеш, и самите години си го прават својот. Самето созревањето, гледањето на музиката е друго, гледањето на пријателите, на дружењето е друго. И... Добро, ти пред 6 години го сечеш тоа, ставаш крај. Дуле продолжи? Да. Ти му речеш вака и вака, брат, јас повеќе не го правам. За него не беше сватливо тоа да ме гледа како јас. Само кажам, ти даде подршка, да, супер, ајде ти ако сакаш тереси, ја неќе. Па не знам, имавме и околу тоа некој, знаеш, не можеш он тоа да го свати. Како се, ти се нешто се правиш, тој добриот нешто, викам доле, не можам. Океј, ќе свириме, ама не бива тоа. Не бива, не можам. Не сакам таков живот повеќе. Значи тоа е неубав живот, развратен живот, кај што, знаеш, не знаеш кој си, немаше време да се осознам кој сум, што сакам. И дења спиеш, вечер свирки, алкохол, па не жени. Па не спиевме, какво спиење, многу малку испиевме и тоа. И тоа е еден луп, така, и тоа само се врти и се врти. Да, и у недолго, значи што не пробавме, не овде, не Белград, не Бугарија, не кај не свиревме, не Шведска, Данска, Швейцарија, Италија, Санкт Петерсбург 2 пати. И од кога, да речеме, Тули Коки како такви престанаа да функционираат? Не, ние престанавме да функционираме како што треба последната година, 2. Да. А во меѓувреме овие, да речеме, ти од твоево некако си лично откровение што си го имал од 2007 до кај 2011, што се случувало тој период? Тие 3-4 години. Па ништо. Како правев музика, одев, ангажирав да ти се завршуваш за свирка и сидеш да легнеш, да. А он тера до сабајле или како вело тоа? Па јас одев, затворав куферот и да ме нема. А немаше да многу проблеми меѓу вас да нели кавги едно друго? Па сега немаше тоа, не беше тоа специјална кавга за конкретно за тој начин за кој како функционира, ама сега па не можам ја да му кажам, нити јас можам, нити он може да ми каже, сепак тоа се приватни веќе фамилии се во прашање. Тоа е веќе друга одговорност. А последни овие 2 години што ги викаме? Последните 2 години тоа распадот на Југославија. Значи веќе не функционираше работата у смисол и физички и психички не беше добро со здравјето. И луѓето го гледа, многу врати се затвараа, врати отворени ширу, знаеш. Да, ворете во животот. Многу врати се затвараат, се отвараат, цел живот е тоа. Но меѓутоа овие врати што се затвараа, се гриж луѓето, зошто? Не можам тука јас, не можев ништо да направам. И добро, знаеш ли Дуле, свесен ли беше дека не е веќе тој Дуле што бил, дека не може да поднесе веќе ни свирка долга или не знам. Јас пак ќе кажам, беше многу паметен, интелигентен, ама многу и доста и горделив човек. Сигурно знаел. Значи сигурно знаел во посвета. Не сакаше многу да му се зборува, Па не сакаше валјда на себе си да си призна или не знам, значи
пак ќе кажам за многу работи, јас се уште не сум од некои работи се случија многу набрзи. Пази, јас знаев дека иде нешто лошо, ма не знаев дека кога ќе биде тоа. Јас са Бајле се договарам со тој еден другар да одиме у болница, пошто требаше пред 2 ден, пошто не се бевме видели ние 2 месеци со Дуле. Цели 2 месеци? Да. Ја почнав на една страна без слушање, без со еден бенд кој што функциониравме претходно ние двојцата, без слушање, он почна само миг време да функционира и тоа што се деси, ја го чекам другар ми од Штип тргнат нааму, јас идам да земам колата и да одим у болница да го видам, на пола пат се јави мајка му вика толку. Ти го очекуваш? Викам, од многу пати беше во болница, ма не очекував, знаеш, мислев дека е мачка, дека ќе се излече пак уште овој пат. А лично беше подготвен да го чуеш тоа од мајка му? Не, тој момент не, општо да. Општо, ете, последната година си мислеше, абе ќе се случи можда такво нешто? Да, бев. Искрено бев. Сега не знам како звучи тоа на гледачите, ама да. Добро, животот тече понатаму, знаеш, утре е нов ден, мораш да се подготвуваш за сето тоа, фала Богу. Тоа е. И кажем, како ти реагираат луѓе на улица? Абе види сега, факт е, на сите ни е жал. На луѓето ми е многу жал. Мислам, Македонија беше потресена, тоа е факт. Да. Како реагираат? Како си? Добар си, викам луѓе, окей, знаеш. Добро се држам, се е во ред, функционирам, имам свој бенд, свириме, знаеш, музиката е сепак тоа што као професија не можам јас да седам дома, значи 2 дена имаш по закон да ако се случи нешто најлошо во фамилијата да отсуствуваш од работа. Не можам да отсуствувам повеќе од 2 дена. Морам да свирам, да функционирам и на работа. Во Штип сум професор, имам своја класа во Сергеј Михайлов, во средно и музичко училиште, имам деца кои што ме чекаат. Имам малички едни 3, 4, 5, имам од средна школа кај што знаеш еден ден се надевам дека ќе излезе нешто од нив, пак имам што повише да кажам да споделам со нив, да ги научам нешто во животот. Тоа што сум го поминал и некои грешки што сум ги правил, да не ги прават тие. Бидејќи музиката е таква професија кај што знаеш. Стигна да се збогуваш на некој начин? Не стигнав. Тоа беше тоа, тие 2 месеци климави. Да, не стигнавме, тој ден се случи тоа што се случи. Претходно имавме многу муабети, ќе го фатев ја во тесно да седнеме да разговараме и викам друже, викам јас сум од почеток до крај со тебе. Нема за фраканци, ама нема да ти бидам ја уште една причина да ти утре седнеш на маса и знаеш. Не ти дозволувам тоа. Беше јасно ми, ама на крај ми се ја фати кривината и едноставно не можеше да се додржи работата. Ти беше тешко дента кога свати дека помина, а не стигна да му кажеш ништо? Не знам колку луѓе може да се пофалат со некои другари или браќа кои што 20 кусур години спијат у исти кревет, у исти стан, у исто. Не знам какви се тие пријателства. Моето пријателство, другарство беше такво како што ви го раскажувам, знаеш. Како што јавноста го знае, нема што потреба, зборовите се дури и сувишни јаво што го зборам. Знаат кои луѓето знаат кои се дули кои не. Нормално. Знаеш што? Само да те прашам, имаш ли нешто да пренесеш на некој што можеби се сочува со таков проблем? Ти си бил со човек кој поише од брат. Не сум спремен, значи ми треба и на мене време да некои работи да ги стварам и во срцето и во мозокот, знаеш. Али овој живот е баш она треба да се искористи. Се нешто од денот треба да се искористи. Се некој чекор или пола чекор или сантим треба да биде нешто, ја го сваќам, по напред и поискрено, како да кажам, нека ги употребат емоциите, нека употребат без разлика која професија или не знам што, не знам каква ситуација се наоѓаат луѓето. Се некоја овде на секој чекор ние се наоѓаме со некоја замка, со некоја клопка, како да кажам, пречка, некој кој што треба да се. Не е се толку страшно во живот. Мислам дека не. Има многу страшни, јас за жал дел од периодот е тој што ми е и мораме тоа да го. Значи, еве, луѓе умираат. Браќа умираат, значи родители све. Што да правиме? Дај малку да се насмевнеме, дај малку позитивно да погледнеме и мислам дека, знаеш, не сум некој тип што тоа нешто традиционално верува во нешто и религиозно или не знам ова, ама сепак мислам дека треба честно да го живееме овој живот тука. Честно и поштено. Да биде да, јас сум присталица. Да е да, не е не. Нема жими мајка. Така. Кај мене тоа не постоело. Ти помагаат кои децава? Што ги спомна? Во периодот? Помага лично тебе? Што ги учам децава? Да. Најмногу може да научиш од деца.
Па камо да можеме ние да бидеме како децата. Зошто? На дете ќе му се најдеш, ќе му удриш на шамар, тоа доаѓа кај тебе те бацува. Тато, мама и не знам кој. Така е, не? А и сега да ме удриш ти да ме наведеш со збор. Нема више муа никак. Фатам овде да ме нема, така е? Така. Јас така учам во животот и од нив ден денес учам. И затоа мислам дека, знаеш, со добар збор, добар совет во право место, на право време, мислам дека се уште сум присталица и така свега. Мислам дека се некои работи одекнуваат во вечноста, во иднината несто. Кажи ми, не сме слушнале се од вашата дискографија, така се подготвува уште нешто од Дули Коки што треба да излезе? Четвртиот албум е тој што е тие песни што беа настимани, има нешто неиздадено. Так. Ќе се направи песна со истиот тим Валентино Скендеровски и Александар Митески што ја направи виолина и гитара. И ќе се затвори тој чептер. Епопеја и ќе биде четвртиот почеток и крај. Луѓето кои сакат ќе го имаат и мислам нема тоа ништо да биде помпезно или така. Нема да има некакви промоции и нешто такви чуден, така. Едноставно ако го видиш негде ако го има, ќе го земе, ќе го купи некој. Точно. Стави го кола, чуј го, уживај. Ако не мораш има делата зборат, ќе мислам дека зборат. А овој другиот дел што ти е во подготовки со Тајфа, што подготвуваш кај? Што се случува на Тајфата е бенд кој што ја и Дуле функциониравме претходно. Да. Тие биле као Робин, вие као Бетмен сте биле. Така некако ве менувале, Да. Така? Екстра дечки школовани, тој е бенд, ја му зборев и на Дуле тогаш. Некои работи одат надолу, некои работи се припремаат, ја му викам Дуле, веќе тие пари тешко се зимаат. Јас му кажав, тоа има свириме свадби. Срамота е. Добро. Луѓе има загарантирано, пуна сала, така. Весели се 100%, пари кој не платил на свадба. Сите плаќаат, така. И викам. И јас решив да си направам да влезам со тие луѓе, со таков тип на луѓе. Свириме ние и дискотеки сега, не, мислам тоа, мислам глупо е сите тие контакти јас да земам да ги овакво која вратите се отворени. Да, која и голем дел од последниот период и јас и доста и пеев и знаеш, не е битно. И сега функционираме супер. Значи Тајфата има свој тим. Значи фала многу да директорката од Автомотосервис Ирена Миновска, таму тимот од таа фирма го спрема пиарот. Имаме веќе спот снимено, имаме свој стилиста, имаме фешн груп кој што стои позадина, значи веќе го правиме тоа на високо ниво. Се работи професионално, сакаш да кажеш. Како што треба. Да, значи луѓе кои што јас тоа сум најверојатно сум требал многу порано го направам. И тоа си тече, спот со томато е снимено, се чека промоција, датумот ќе се дознае и одиме пун газ, значи тоа е. Ништо, многу среќа, не јаде време ни мафтаат едно 4 пати ни мафтаат. Да, имаме за вас имаме еден подарок, а тоа е нешто многу интересно, ти ќе го земеш ова, слободно потпиши нешто што сакаш од свое име. Ние овде ќе ти подариме едни чајчиња за дома да си носиш за тебе и за Росана. Росана беше така? Не те утнав Росана, нормално, да. Твојата прекрасна жена, а ова ќе го добиете, значи вие што ќе одите на Facebook, нашата Facebook страна и ќе видиме што таму се случува, ќе си видите. Ти тек ќе направи, еј. Песна да не напише. Да, Тоа оди за нив, да видам. Одлично. Тоа оди за нив, оди за тебе. Се најдобро. Фала, друже. Фала за времето. Отворените си тука, вратите така да те чекаме. Поздрав до сите. Кого и да има нешто интересно, да, а ние да ја привршуваме емисијата. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам сутлијаш и млеко. Многу млеко, малку лачки. Давам една лачка. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон. А утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потреба. Роџо имаше добра забелешка, цело време викаат позабришете ги челата, а Пепер ми на чело не свират. Никој оде не свири чело.
Медо, кај си бе? Брат, промовирам мајчки у твоја емисија. Зошто бе цело време доаѓаш те Нели? Петар, те што носеше после? Не знам, меч има едно и се Android, па сега, не, мислам добро. малце алтернативна култура. Не, бе, онака, да. А како си правиш по едно правиш кога правиш мајца? Па не ги правам, мислам некој ги правам, ама некој онака ќе најдам. А некој ти текна идеја и си идеш и си ја штампаш. За колку? Апсолутно, За колку апсолутно. Имам едно другарче за 500. За 500? За 500 и плюс негова мајца. Сад не е нешто убер Или квалитетно. 500 не е многу ефтино во светот на парите во денешно време. Убав принт е тоа, знаеш како се. Ајде играме скриен лик, а вие играјте со нас. Одете на Facebook страната наша и ќе добиете вредна награда. Ете така. Ајде. Пајаче. Ово е делот од емисијата кај што колеме диво јагне. Така е. Така е. Не е диво јагне. Дали си машко и дали носиш одело? И откај знаеш? Не, машко сум, одело носам онака. А дали возиш формула? Не. Не е тој што мислиш. Не, се збуни. Чекај да видим, ајде. Бркови имаш? Не, бркови не. Мислам Мовембар, ама мислам не би рекол дека е карактеристичен по брков. На 30 години си? Да. Добро. Паметен многу изгледаш кога настапуваш? Не? Па... Да? Мудро дело. Мудруваш? Да. На 30 години. Над 50 години? Па да. Супер. Епа... Не би требало да е... Политичар си? Не е политика. Пејач не си, така не рековме тоа. Да. Не е ни политичар. Да не си глумец? Глумец сум. Па... Тој да? Виктор Џамбазов. Не. А жив си уствари? Не сум. Не. Царот бе. Георги Колозов. Тоа е. Георги Колозов! Тоа е. Се гледаме следната недела во 1 на 1 на сега. Повторно со оваа нова верзија од Song 2 на Blur, Peppermint. Жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Peppermint во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. На